Со цел запознавање, но и зачувување на исклучително богатото македонско културно-историско наследство, кое не отсликува како посебен народ, со своји специфични одлики и карактеристики, 40 ученици од неколку основни и средни прилепски училишта беа вклучени во проектот на Националната установа Завод и музеј Прилеп, во кој изработуваа кукли облечени во традиционална женска носија од Прилепскиот дел на Мариово. Овој проект има за цел да ги едуцираме сите возрастни групи од школска, предшколска па и средношколска возраст, да научат да видат дека некогашните народни носи се едно вистинско културно богатство. Буквален смисол на зборот ја имаме македонската народна носија од Мариовскиот крај со сите атрибути, со сите делови од носијата. Знаеме сите дека мариовската женска носија посебно е една најспецифична која се разликува од сите други по својата бројност на елементи и во својата тежина. Тежината е негде околу 64 кг, така да е многу тешка за изработување. Според носителката на проектот, учениците и покрај тоа што доаѓале од различни средини, покажале исклучителна креативност и меѓусебна соработка при изработката на носиите. Целта беше да се покаже како нашите баби и дедовци работеле и дека и во тогашно време се труделе да бидат модерни и да бидат убави, а особено кога имале свечености, свадби. Мада на почеток ни едно од деца нема представа што ќе се работи. Меѓутоа имавме еден пресорт кога дојде овде, кога ни беа гости и нешто што не очекувавме, вако го добивме како резултат за многу кратко време. Значи, за неколку сати се зголеми интересот, се зголеми бројот на деца, се зголеми еден вид надпревар беше додека беа овде, затоа што гледа едни од други, си дава идеи едни на други и најинтересното нешто е што сепак Македонија, која што изобилува од различни религии, од различни националности. Интересот, значи, немаше судирни интереси, немаше, сите беа едно. Тоа едното вакво го направи да биде уште поинтересен проектот и да земе малце поголем замах. Куклите се изработуваа од природни материјали кои учениците ги добиваа на самата работилница, која траеше 4 дена, а додека моделите, како пример, им биле презентирани од оригиналните носии кои ги поседува културно-уметничкото друштво Мирче Ацев. Ова кукла представува дел од мојата фантазија за како јас мислам дека е представена мариовската носија, за која што имавме презентација на училиште по часот по ликовно. Има како многу интересни текстили, како што исто така биле употребени во носијата, бисери, па исто така го нацртав овде како и македонското знаме. И пробав да направам шамија исто така. Мојата кукла содржи косата најпрво од волница направена, рачни изработки, волница и некои додатки други што ни дадовте. Да ја фатиш материјалот ме инспирира и многу лесно ги правам. Добам нови идеи. Едно пола сат ми требаше време, малци пауза правевме. Ми исполнав кога го правив ова. Ме фати од прилика 2 часа. И можам да кажам дека тие 2 часа ги уживав, додека правам и би учествувал во друг проект исто вака. Ваквите проекти се од голема важност за практичната наобразба на учениците, смета Јулијана Поповска, професорка во Прилепското средно текстилно училиште. Со оглед на тоа што учениците учат за дизајн на облека, а исто така имаме сегмент на народните носи, имаат воведни
знаења и се едуцирани. Ова беше надградба на нивните знаења и изразување на нивната креативност. Ние имавме таа чест и задоволство да бидеме дел од овој проект и искрено уживавме. Овој проект е дел од годинашната програма на Прилепскиот завод и музеј, а одобрен од Министерството за култура.